Одиме. Добар ден, криптоентузијасти, во уште еден подкаст со Криптофил. Знаете и сами, ова е нашиот другарски канал, истиот ни е присутен и на нашата Patreon заедница, одговорен за yield farming, а во исто време нормално затоа што ова е прв годинава, така да ви честитаме новогодишни празници, како е нели Бадник и Божич, Христос се роди, така да добре дојде Фил повторно во уште еден подкаст, каде што денеска знаете и сами основните теми ни се Трамп и крипто, тоа е инаугурацијата која што чекаме на 20 јануари, како и алткоин сезоната која што се очекува дека ќе настапи заедно со настапувањето на претседателството на Трамп, а нормално и Криптофил ќе ни сподели се што има околу yield farming, што е ново во овој свет, нормално ќе ни се пофали што се случува во неговиот свет. Повеле Криптофил. Здраво на сите и пред се среќна нова година на сите ви, посакувам првин здравие, а после се друго ќе се нареди, не се секирете за криптото, ќе се биде тука. Повеќето токени ќе биде тука. Среќни празници, Христос се роди, вистина се роди. Малку со закаснување, сепак тука сме, имаме интересни разговори сега баш со Антонио направивме пред да почнеме да снимаме, така да Антонио ќе ви кажи се подетално кога ќе дојде време. Антонио, слободно повели, јас имам доста да кажам, само што добив денеска, само што ми стигна по FedEx, се вика Moon Ring, не знам дали може да видиш, прстен што ќе ми заработува, ги запознав во Сингапур, направивме некој договор, сега ми стигна, замисли, толку сум цел возбор, ево го запечатене, само што стигна пред 2 сати, точно за снимањето. Имам доста да споделам денеска, сите кои што не ме знаат, јас сум Криптофил, правам видеа на англиски јазик и обично еднаш неделно веќе редовно правам на македонски јазик, Антонио ги споделува кај него. Правам видеа за токени, повеќе за yield farming и исто за криптонодови, ќе спомнам за нод што излезе пред неколку дена и сите направија 3x парите, ќе спомнам за yield farming на видео. Има доста да се кажи, Антонио, ајде да почнеме, кој ќе дојде моето време, јас после ќе се тупам со моите. Сега, само на кратко сите оние кои што не знаат кој е Криптофил, мада тоа се малку луѓе претпоставам на каналот, значи неговите информации и неговиот канал ќе бидат во дескрипција на ова видео, така да многу лесно ќе може да најдете како да стигнете до неговиот канал, со тоа што пак не заборавајте дека добри 90% од неговиот материјал е на англиски јазик, но нели ги имаме истите овие содржини кои што ги има он на македонски и на нашиот канал резервно во негова посебна плейлиста на дното на нашиот канал, каде што може да ги најдете сите негови македонски видеа до сега направени. Сега, денеска прво ќе разговараме за Трамп и крипто, но затоа што ви ветивме само некои мали најави. Прва и најбитна работа што сакам да споделам е дека со Криптофил планираме да направиме livestream Q&A. Тоа ќе биде на 25 јануари, значи се надеваме дека се ќе помине како што треба. Ова е прв ваков тип на настан на нашиот канал. Значи веќе се договоривме за датум, само треба да се договориме за време. Значи ќе биде прашање и одговори од заедницата на 25 јаnuари негде во вечерните часови, тоа е сабота како што успеавме да видиме, така да ќе направиме лайвстрим во кој што јас и он ќе одговараме на вашите прашања. Така да имајте го во превид, ставете го во вашиот распоред, дефинитивно ќе биде нешто интересно и ако биде успешно, планираме тоа да го правиме понатаму нормално почесто и без официјално да најавиме. Значи, јас и Криптофил се сложивме нормално дека нашата традиција на македонска криптоконференција продолжува, со тоа што планираме нешто за оваа пролет, се уште не можеме да кажеме ништо конкретно, но да знаете дека се работи, се планира и нормално наскоро ќе имаме повеќе информации за вас, така да нека помине моето предавање прво на 9 февруари, потоа ќе знаете што планираме околу следната, тоест втората криптоконференција македонска официјално. Сега, на самиот почеток, пред да ни се пофали Криптофил, што се случува во yield farming секторот, јас би сакал само да споделам зошто е толку битен 20 јануари. Значи, тоа е точно 11 дена од денеска, 9 јануари е нормално кога го снимаме ово видео, вие го гледате на 10 јануари. Значи, идејата е дека за прв пат ќе добиеме крипто председател. Значи, досега нешто невидено, во овие 3 циклуси, овој четврт невидено нешто, да имаме буквално не само председател, туку и цела една администрација која што е конкретно насочена кон адаптација на криптосекторот, кон подобрување на регулативата, кон негово усогласување со бизнис секторот во Америка. И да не забораваме, ова не почна од некоја мала земја, туку почна од најголемата економија, а тоа е во оваа ситуација Мурик. Така да верувале или не, ова е многу позитивно и нормално во овој момент, значи гледате и сами, не е само председател, тоа е една од главните работи.
крипто, Фил брат, ако сакаш да ме во некое време, ако сакаш да надополниш, само кажи ми, јас ќе престанам одма. Ете така. Сега, значи, погледнете зошто е толку битно. Значи, имаме ситуација во која што председател е републиканец. На крајот од сето тоа, председател својата кампања ја водеше буквално врз база на крипто поддршка. Значи, конкретно, биткоин нормално се останато околу алткоини, значи Трамп активно зборуваше за крипто во целата негова кампања и имаше многу ветување кои што ги направи околу крипто секторот. Така да, голем дел од неговата победа се базира токму на овие негови ветувања. Не заборавајте, во Америка има повеќе од 50 милиони луѓе кои што активно инвестираат во крипто. Од кои што поголемиот дел од овие луѓе се и активни гласачи. Не заборавајте дека Америка вкупно е негде околу 400-450 милиони жители, со тоа што ако ги изземеме оние луѓе кои што се под 21 и кои што не можат да гласаат, тоа значи дека некои добри 20, па дури би рекол и 30% од гласачите се буквално и крипто поседувачи. Така да во оваа ситуација тоа е многу голема разлика и очигледно се види оваа разлика во неговата победа. Втора битна работа. Не само што имаат председател, туку има и Сенат, како што може да видите овдека, кој што има 53 наспроти 47 столчиња на републиканската страна и Конгрес со 5 повеќе столчиња на републиканската страна. Прво, ова не се гледа толку често, каде што трите основни органи во однос на, сега зборувам на административната страна или би рекол на извршната власт во Мурика, се на страната на републиканците. Второ, значи дека нема да има никакви препреки кога станува збор за донесување на регулатива, кога станува збор за поминување на сето оно што треба да помине преку сите овие органи, заедно со председател кој што на крај сето ова ќе го потпише и ќе го стави во сила. Нешто што претходно не можеме ни да сонуваме. Со тоа што нормално ова се сите ветувања, главните ветувања кои што ги даде, кои што јас верувам дека ќе ги исполни, затоа што на крајот од денот не заборавајте дека овој човек е бизнисмен. Него го занима бизнис. Го занима како се тоа ќе се одрази на економијата на Америка. И кога гледа колку голема пара моментално има во крипто секторот, со тоа што не заборавајте дека најголемите ентитети, не само во Америка, туку во светот, вклучувајќи ги Coinbase, Ripple, Kraken, Gemini, има повеќе од 120 милиони долари донации преку нивниот крипто суперпак за да се помогне во практично кампањата на Трамп. Тоа ви кажува колку само многу голема пара моментално има во крипто секторот за лоби. А замислете колку голема пара има генерално. Што значи дека ова е сектор кој што е дојден и буквално е дојден да превземе се. И сега, значи прва и најбитна работа. Трамп вети дека ќе го запре кракдаун. Тоа е choke point 2.0 за кој што ние многу пати имаме разговарано. Тоа е моментот каде што претходната администрација, почнувајќи со гериатрија Џо, завршувајќи со Гери Гангстер од СЕК, значи има буквално координирана акција во која што го, значи Гери Гангстер, да не забораваме како изгледа, уште неколку дена има, заврши и неговото. Значи не заборавајте дека буквално ги лишија сите криптоентитети од банкарски услуги. На тој начин се обидуваат да ја задушат целата криптосфера во Америка. Нешто што веднаш ќе престане, како што нели тоа го нарекува, како што тоа го вети Трамп, сега не можеме да знаеме 100%, но голем дел од овие ветувања се апсолутен хопиум и ја не гледам причина зошто не би ги применил Трамп во оваа ситуација. Станува збор за дополнителен бизнис кој што се влева во самата економија на Америка, а дополнителни даноци кои што ќе бидат наплатени од сите овие економски гранки кои што се развиваат во крипто секторот. Значи не само што доаѓа Трамп на 20 јануари, туку и претходниот чеермен, значи претходниот председател би рекол на СЕК, тоа е Комисијата за хартија од вредност, го напушта СЕК во истиот ден, знаеме зошто. Следниот човек кој што е насочен да биде начело на СЕК, кој што е нормално одбран директно од Трамп, е крајно про крипто, истиот е криптоинвеститор, се наоѓа претходно во компанија која што има своја крипто консалтинг, да речем, дејност, како и дополнително претходно бил еден од комесарите на СЕК, односно на Комисијата за хартија од вредност. Така да ова е само околу првиот дел, каде што ќе имаме целосно релаксирање на оваа опресија која што моментално имавме на крипто секторот. Не заборавајте дека ова ќе вроди со што? Завршување на најголемиот дел од досегашните огромни случаи, почнувајќи од Ripple,
потоа Coinbase, овдека се Uniswap, MetaMask и така натаму, еден куп други случаи кои што моментално се активни во Комисијата за хартија од вредност и кои што ги спречуваат овие коини да функционираат нормално и да бидат дозволени за купување на најголемиот дел од менувачиците во Америка. Замислете кога ќе имаме релистинг на сите овие коини кои што моментално се опфатени како хартија од вредност на Coinbase, кој што има активен случај против SEC, овдека се Solana, Cardano, значи Algorand, еден куп, ICP и така натаму, сите овие коини не можат да бидат ставени повторно на американските менувачници, само заради тоа што има активен случај против Coinbase, каде што се сметаат овие коини, односно токени за хартија од вредност, овдека нормално и посебниот случај против Ripple. Така да тоа ќе заврши, се очекува според стручњаци во Америка до април да имаме целосно завршување на сите овие случаи и едноставно Комисијата за хартија од вредност да направи порамнување, односно да направи така речено спогодба со која што ќе завршат сите овие случаи. Следна работа, моментално имаме повеќе активни закони кои што се заглавени или во Сенатот или во Конгресот. Меѓу кои тоа е законот за стейблкоини, тоа е законот за крипто генерално, за криптовалутите, законот за self-custody и така натаму, законот за биткоин резерва, сето тоа, значи Трамп вети дека ќе го исполни, односно ќе го помине во полноправно право. А тоа може многу лесно да го направи, се враќаме на самиот почеток, каде што имаме Сенат, Конгрес и председател на иста страна. Што значи дека он многу лесно може да ги помине овие закони сега, кога има буквално цела администрација со множество на републиканската страна. Дополнително, ова е нешто што јас постојано го зборам, луѓето се уште не го разбираат. Значи, биткоин ќе биде надпреварот на глобално ниво, наспроти претходните такви ситуации каде што сме гледали надпревар кој попрв до нуклеарно оружје, кој попрв до месечината, кој попрв во вселената и така натаму. Сега следната трка на светско ниво помеѓу најголемите економски и воени сили е кој попрв до поголема количина на биткоин. Значи Трамп тоа го вети, ова не беше негово, значи ова беше закон кој што беше предложен од сенаторот Синтија Лумис, кој што ние зборуваме на нашиот канал веќе година дена наназад дека активно ќе биде нешто кое што целиот свет ќе почне да го применува. Вети дека ќе направат биткоин резерва. Не е само тоа, они веќе активно имаат повеќе од 200.000 биткоини. Они вети дека ќе купуваат 1 милион биткоини вкупно во наредните 5 години. Што значи дека на годишно ниво они планираат да купат негде околу 250.000 биткоини дополнително во оваа нивна стратешка биткоин резерва. Автоматски на тој начин вие ги принудувате сите други економии, посебно големите како Кина, како Русија, како Иран, како европските економии, да го следат овој пример затоа што не може да се остават себе си, да има целосна контрола една држава врз ваков тип на многу редок и многу значаен ресурс. И веќе не е прашање дали, туку прашање е кога ќе почне овој напревар. Со тоа што веќе видовме дека истата ова оветување кое што го даде Трамп, го даде и Путин и се најавува дека и Русија наскоро ќе почне со градење на своја биткоин стратешка резерва. Ова не е случајно. Автоматски ваков тип на напревар помеѓу овие две држави ќе вроди со голем плод за нас. Прво, заради цената на биткоин, а второ, затоа што ова ќе се пренесе и на целиот крипто сектор. Значи, како што има стратешка резерва на нафта, како што има стратешка резерва на злато, сега ќе има стратешка резерва на биткоин. Нема поголемо верифицирање на оваа гранка економска од тоа најголемите економии во светот да се направуваат кои ќе акумулира повеќе од главното добро во оваа гранка. Исто така, значи, тоа е второто поле на кое што очигледно ќе има напревар, майнинг на биткоин. Значи, самиот Трамп излезе и кажа дека очекува секој биткоин од сега понатаму да биде измајнат во Америка. Нешто што нормално не може да биде така и гледаме веднаш се случува напревар. Русија веќе поседува неколку државни капацитети, каде што со вишокот од нуклеарна енергија, значи ние ова сме го разработиле во посебно видео, со вишокот од нуклеарна енергија кој што не може да го продадат, го пренасочуваат во овие државни капацитети за производство на биткоин и овој биткоин нормално е поседуван директно од Русија. И овие капацитети се повеќе се зголемуваат. Овој капацитет, за да ви стане јасно колку е голем, таа една уникатна фарма која што ја изградија во едно локално градче во Сибир, сега да му тепа да не се сеќавам каде, е втора по големина фарма во светот по капацитет на хешрейт, кој што моментално мајна биткоин. Значи, замислете колку е големо тоа ако е втора по големина во светот. Така.
И сега, значи овдека веќе имаме направа за биткоин майнинг. Safe self-custody, односно самиот Трамп потврди дека овој закон за self-custody, кој што нас е многу битен, ќе помине, односно дека self-custody или во оваа ситуација можноста вие сами во своји раце да ги држите вашите криптовалути, почнувајќи од биткоин понатаму со се останато, ќе биде загарантирано со закон. Така да никој нема да може да ве обвини или да ви бара дека морате вашите криптовалути да ги држите на некаков централизиран ентитет. Тоа е многу битно, затоа што на овој начин ние практично целосно го победуваме банкарскиот ентитет, односно онаа банкстерска фела која што не држи практично под контрола со контролирање на глобалните финансии. Ако вие со закон не морате да ги чувате вашите средства на некаков централизиран ентитет, како банка, централна банка и така натаму, автоматски вие немате потреба да комуницирате со нив. Крипто е толку добро затоа што ви дозволува peer-to-peer, односно јас и криптофил можеме директно да комуницираме, директно да праќаме капитал еден на друг, без никакви потврди, без никакви регистрирање, без никакви препреки, значи никој нема да не праша колку и зошто праќаме. Тоа е онаа уникатна работа која што крипто има. И со овој закон во Америка, кој што верувам дека многу држави ќе следат затоа што немаат избор. Не е ова направено затоа што сакаат, тоа е направено затоа што мораат, затоа што они да донесат закон со кој што прават self-custody да биде незаконито, нема да не натераат, сигурно нема да им го дадам мојот биткоин, се разбираме. Но како и да е, битно е дека официјално со закон ова ќе биде озаконето. Следен битен момент е no CBDC. Нормално верувам дека ова нема да биде така, само прашање на време е кога ќе има CBDC во Америка, посебно кога ќе погледнете дека имаат 36 трилиони долг, значи они наједноставен начин да го избришат или манипулираат овој долг е преку CBDC, Central Bank Digital Currency, односно представува дигитална валута на Централната банка, по македонски кажано, каде што вакво нешто ќе им дозволи да принтаат пари со едно копче. Значи, принтаат или пак повлекуваат пари од системот, може да прават со едно копче. Трамп каже дека вакво нешто нема да дозволи, но тоа е само за време на неговото председателство. Ќе видиме како ова понатаму ќе продолжи. За Рос Улбрихт не ме интересира, да ви кажам право. Значи, сам си е крив за тоа што е во затвор, нема да налегуваме во тоа. И многу работа која не спомна. А тоа е посебен совет кој што ќе биде направен од најголемите стручњаци на криптопроектите во светот. Почнувајќи од Бред Гарлинхаус, овдека се спомнува Бред Гарлинхаус е на Ripple, се спомнува Чарлс Хоскинсон на Cardano и така натаму. Значи, Трамп вети дека ќе направи посебен совет во првите 100 денови, кој што ќе се составува од најголемите стручњаци за криптосекторот, кој што ќе му помогне во донесување на регулативата, во понатамошно регулирање и справување со криптосекторот. А кој подобро ако не луѓето кои што ги правеле овие најголеми проекти во светот. Така да ова ако ме прашувате и можеби едно од најсветлите, најдобрите ветувања кои што Трамп ги даде во своето председателство. Со тоа што официјално денот на негова инаугурација е 20 јануари. Значи, дали ќе имаме Buy the Rumor, Sell the News event, не знам, останува да видиме, значи има само уште 11, поточно 10 дена, откако вие го гледате ова видео, но не заборавајте дека најчесто ваков тип на настани, прво се случува FOMO, пред да се случи овој настан, така да во последниве 10 дена од неговата инаугурација можеме да видиме и голем наплив на средства во криптосекторот, очекувајќи го овој Buy the Rumor, Sell the News event. Така да ние потенцијално можеби и ќе добиеме некаков мал дамп за време на овој настан или пак релативно после него, но една работа која што сакам да имате во предвид. Овој чарт многу јасно покажува што се случува после инаугурацијата на секој досегашен председател. Почнува најдобриот дел од секој претходен bull market. Без разлика дали било во 2014, дали било во 2018 или дали било во 2022 година. Ова е најдобрата година и тоа највеќе за алткоини. Тоа ќе го разговараме во вториот дел, откако криптофил ќе ни сподели што има во крипто yield mining, во меѓувреме. Еве како точно изгледа алткоин наспроти биткоин. Ова е, нели, кога ќе ги споредиме маркет капот на сите алткоини наспроти маркет капот на биткоин, гледајте колку голем аутперформанс прават алткоините наспроти биткоин веднаш после инаугурацијата во последните два bull маркети. Затоа што првиот нормално се уште не сме имале податоци, затоа што алткоините практично и не постоеле во тој циклус. Погледнете колку голем аутперформанс имаат моментално алткоините наспроти биткоин во последните два bull маркети. Каде што овдека јасно се гледа дека иако имавме два врва, очигледно кога станува збор за маркет капот на алткоините, станува збор за продолжен bull маркет.
Така. И сега, многу битна работа што сакам да ви напоменам дека не е ова за џабе. Погледнете го сега ова. Вели, корпорациите во цела Америка моментално внесуваат милионски суми на пари за инаугурацијата на Трамп. Ова не го прават за џабе. Овдека се спомнати најголемите компании, оние Fortune 500, најголемите 500, вели, барем по $1 милион инвестираат за да практично, нели, да бидеме јасни. Значи, моментално западната економија функционира вака. Ке си платиш ако сакаш воопште да биде и некој да те спомни или да те погледне, се разбираме. Така да во оваа ситуација секој кој што си има мака, ќе си плати, а после тоа верувам дека нели соодветно ќе биде вратено од страна на самата администрација. Со тоа што криптосекторот, погледнете го сега ова. $5 милиони. Моментално само XRP, Ripple, дава $5 милиони донација на неговата инаугурација. Не заборавајте дека Ripple има 3 годишен судски случај, кој што едва и чекаат да го завршат. Така да овие $5 милиони, како и многу претходно што ги дадоа, верувам дека се мала цена за да се заврши овој случај. Овдека да не забораваме, Coinbase, Kraken и Ondo Finance, верували или не, овие 3 компании даваат по $1 милион донација за инаугурацијата на Трамп. Ова не е за џабе. Значи, овие компании се обидуваат да си го купат своето место, што е во Америка сосема легално и сосема нормално, така да еве како изгледа. Гледате? Значи, нашите ентитети кои што моментално ние користиме за секојдневна трговија и така натаму во кои што инвестираме, се веќе доволно големи за да работат со најголемите корпорации и да се рамнат со најголемите корпорации во светот. Крипто е овде, дечки, крипто моментално е овде и веќе нема нигде каде доди, се разбираме. Меѓу големите играчи, нашата индустрија влегува во големите играчи. Така да, нека ние со среќа на сите, да се радуваме 20 јануари, мислам дека може уште утре да дојде мене ако ја прашувате и очекуваме најдобриот дел бул маркетот да биде пред нас. Поеле Криптофил, кажи ни што се случува во Yield Farming. И направи шер, јас ќе го слушам овој екран. Да, сега, ме слушаш, така? Добро. Супер. Вака сега. Антонио, само да потврдам во сето што го кажа, да, убаво вака убајни човек да те слуша. To the moon and back, нели како што викаме. Ама заборај само да спомниш, баш си запишав од некои работи. Добро, има многу работи се спомна, да не забораваме дека од Трамп цело семејство инвестира во крипто и сите се жедни и гладни за пари. Значи тука како што кажа, просто едноставно Трамп е бизнисмен и кој ќе вика сакам на тоа да плаќа 5%, тој преговара. Тој вика ако сакам 1 милион, тоа значи ќе се договори за 500.000. Усто тој преговара така, тој си преговара, го знаеме што од минатиот пат луѓе во него знам му се треса, просто за него е бизнис. Сето си е бизнис, кој повеќе добија, мислам негово семејство толку има, нели едниот син како што знам има AVAX, така, нели Ондо имаше некоја нешто со Трамп и тие инвестира во Ондо, во Real World Asset и сите тие работи. Да, сето исповрзано како свински црева внатрешно, уште мислам и многу и работи што не ни се толку јасни што се внатрешни, но во главно гледано мислам дека криптово блидинг прави нели малку, освен биткоин, се друго горе-долу, чекај, го гледаш екранот, да. Гледа колку интересно, посебно виртуал, еве да го видиш виртуал примерно 35% е долу, што е нормално, мислам очекувано. Овие се моменти за сите пак ќе кажам, ако да се репозицирате или се моменти кога треба да се земите акција точно во овакви денови кога е црвено. Значи не, ако имате пример, иначе се што кажуваме не е финансиски совет, секој си одговара за своите пари. Тоа што сакам да кажам е моменти како денеска, како вчера, како овие денови кога паѓа, ако мислите да имате, мора да си имате листа кои токени би сакале да ги земите. И најубаво е да правите DCA надолу. И сега што правам јас? Да одиме од мојава страна, да споделам неколку работи, како направим, еве добив прстен, еве како прескачно кажав, се вика, направив едно видео, се викаше Moonring. И ми испратија, ја го добив, ќе го приклучувам, се надевам денојве, ама обично каснам јас, за да почнам да добивам токени, airdrops и сите тие работи. Го добив, чекав еден месец некаде, отиди од Кина. Нормално. Сега, еве го, Moonring се вика .ai, па ќе ве држам во тек што се случува. Друго нешто, спомнав еден токен,
еден нод, јас сум знаете многу длабоко во нодој, се викаше Соник. Ама толку беше разочарувачки кога влегува внатре, беше испомешано, зафркна нешто, не знам што му се случи, го одложија за неколку дена, недела. Ова беше, знам, септември 18-тиот, тогаш бев во Сингапур. И толку се изнервирав, оти си ги зедов леџерите само за да влезам тука и ги заборев таму леџерите и ми даде толку главоболки, но имав неколку нодој и нек ми излезе и пак не можеш да со нодов треба делегейт. Ако има некој, има многу македонци што купија нодој, сите кои што ги има, значи појдете тука и направите делегейт на самиот нод, нели? Тука се оди направите run node, нели? И јас пак толку му е зафркната целава работа што дури со Ledger не може да направиш делегейт и денеска се карав со некој од тимот таму, еден сат са балео. И како да е, и мислам ова е скроз пропадна, за џабе инвестирав, за џабе купив и што излезе, нек не излезе токено и излезе на 70 центи и експлодира до 1,50. Јас го продав тука кај 1,20, тука некаде го продав и добивме airdrop, ама обично кога излезе токено правиш 10, 20, 30% APR првиот ден. Тука направивме 200%, си ги врати сите пари плюс 110, 120% ако продаш на 1,20, сите што продадоа на 1,50 направија плюс парите назад плюс 150% профит и честито на сите кои што продаваат, сите ми викаат да продавам или не, ја викам профит си е профит. Немој да се мажиш за токени. Или, извини, да се жениш за токени во овој случај. Продавај, земај профити, па после што сакаш прави. И во право бев, еве го, нук надолу, 0,7. Не сум нормално, уште луѓето не знае дека добија airdrop и во тој момент дури никој не знае, продаваш. Така се ода овие работи и честито на сите што влегоа. Порано. Друго нешто што сакам да спомнам е пред неколку дена спомнав че излегува нов нод. Многу интересен, првиот нод на Суи, че правам цело видео за овој викенд че го правам. Има приватна група каде што можеш да влезеш ако купуваш веќе нод и че има бенефиции. Че добијате, не знам уште, знам некои работи, ама не смеам да кажам. Че имате бенефиции. Имам линк за приватната група, имам 50 места за мене лично, дај ми. До сега се приклучија 10 до моја страна, имам уште 40 места. Ако некој сака линк од оваа група, пишете ми DM, да не го ставаме долу, само ако сте заинтересирани да земате нод, влезете во групата за да не го губите местото на некој друг. Ако сте заинтересирани, пишете ми DM на Telegram, одговарам на сите. Така, нод прв на Суи со AI agent, сите тие работи, човеков има врски јаки, истите беше инволвиран во еден многу добар нод, што направи 12x во последниве 2 години. Така да, ќе направам цело видео за 2-3 дена, тоа што сакам да го споделам за нов нод. Друго што имам запишано. Добро, друго што правам јас сега? Многу луѓе ми викаат што правиш во овој маркет. Значи, освен што правам DCA или репозиција, јас правам yield farming. Или сега, минатиот пат Антонио кога зборувавме, кажав дека правам long, low leverage. Земам позиции long на некој од blue chip токени, обично, примерно, Cardano, на AVAX, еве сега Суи е добар, гледам, на 4,60, примерно, мислам, тоа си зависи од вас, Chainlink е добар на 19, е топ. И сега јас земам тука со 3x leverage, нормално тоа е trading leverage, и ставам во margin малку екстра пари и примерно така го правам за да можеш liquidation price да ми е некаде на 40% таа цена. Значи Chainlink треба да подни до $12 за да сум ликвидиран. Или ако падне примерно близко до тоа, ќе ставам уште во margin за самата ликвидација да си ја симнам долу. Сега тоа нешто што го работам, што го експериментирам и еве до сега само еден пат сум бил ликвидиран, еден пат, некни што се симна еден токен 50-60% во еден сат, нешто, имаше некоја манипулација, од самиот change мислам имаше, ама се случува, значи ова е ризично да знаете. Левериджа играм со мали суми на blue chip токени со само 3x, 2x или 3x. И не играм и на некои овие што се мим токени, ама примерно највише клам ептен минимални $5-10, колку ако се дуплира ќе си извам назад другите bank money. Друго нешто што играм е сега да спомнам за yield farming. Гледайте са колку интересно. Некој направи едно видео на македонски криптовалути како да правиш пасивен приход на VFAT. VFAT е многу добра алатка, топ. До сега го спомнував Crystal, но сега сум малку фокусиран повеќе на VFAT. Сега. Секој кој што значи, има многу македонци кои што веќе се завлезени, многу ми е мило. И разговарам секој ден си споделувам информации, пулој, мулој, сите тие работи, range, нели, обсек, нели. И сега за сите кои што не знаете накратко само што е yield farming, што правам јас,
ако појдете на DeFi Lama, што е многу добра алатка за информација за DeFi светот во самиот крипто, кога ќе појдете на Chains, нели? Сите знаеме дека имаме различни чейнови. Сега, чекај само да се отвори тука. Да, кога ќе појдете на Chains, за да се купи и за да се продаде еден токен, нели? Секогаш има провизија. Од самата провизија, чекај само малку за кочи интернетов кај мене денеска, а имаме и сонце, иначе имаме снег во Англија од 4 дена, што е чудо. И сега, како и да, ќе се вратам на Yield Farm. Гледајте сега, еве овде, Weekly Rewards. Да појдеме сега. Ова е VFAT. На VFAT има различни чейнови, што може да ставите позиции. Јас го играм Base Chain и Optimism или Avalanche. Ама најмногу тука го играм Base Chain. Може да изберите Base Chain и сите што се, самите парои што се, си излегува на Base Chain. Може да појдете тука Weekly Rewards и ќе ви каже горе-долу колку би добивале кога ќе ставите тука еден пул APR. Може да почнете да играте со ова без проблеми. Се е објаснато во ова видео тука. Накратко, еве сега да заимем вет со USDC, стварно перформира прекрасно, многу добро во последниве месеци. Од Ethereum се движи помеѓу 3200 до 3600-700. И ако направите вие да се движите од 3200 до 3600, тука гледайте, имате околу 125% APR, тоа е на годишно ниво. Значи, кога и да се движи во овај обсек, во овај канал, самата цена, вие добивате APR. Многу е лесно да се користи ова алатка, го провзувате со вашиот wallet, сакаш користите нов акаунт скроз, нели треба да имате пари на секој чейн, да си имате различни пари, не може, оти многу луѓе тука прават грешка, мислат дека од еден чейн може да префрлат на друг, малку е треба бриджинг сите тие работи, или појдете на Binance, префрлете си Ethereum на Base, Ethereum на Binance, Ethereum на Optimism, на кој што сакате чейн, за полесно да вие се објаснато во тоа видео што го имам. И тука може да изберете кој што сакате пари. Сега јас тука тие што ги играме, дури има еден тие што се врап Dodge, еве го U-Dodge, и може да видите дека U-Dodge досега ми се врти на многу добар. Горе-долу правам околу 120% APR средно, некој што оди до 200, некој што оди до 50, некој што оди до 300, некој што оди до 30, зависи колку има трейдинг волумен, нели? И си правите тука еден рендж кој што сакате и кога цената се движи во тој обсек, нели, вие добивате процент од тие фи што се сите потрошени. Чека да се отвори, да. Еве ги за која провизија, фи или провизија, нели, на македонски. Благодарам на имаш еден добар човек кој што ми вика с провизија, не е, нели, фи. И гледајте се тука. За Solana, само да кажам, имаме за 24 часа имаме 5 билиони трейдинг волумен, значи 5 билиони се купиле, се продале во токени за 24 часа. Од нив се платило 5 милиони провизија за 24 часа. Тие пари ода кај сите кои што давале, тука има TVL, Total Value Lock, кај сите кои што даваат liquidity. Тоа сум јас и сите кои што даваат liquidity. Еве, одиме на Base Chain, нема колку има за 24 часа, но и слично со Binance Chain, околу 500,000 за 24 часа. Во споредба со Solana е многу помалку. Solana е веќе втор, беше трет, четврт, ама сега веќе втор. Solana експлодира во последниве 3-4 дена. За Ethereum нечем да зборувам, и тоа е многу добар, исто како Solana во фи. За Solana има доста контраверзии колку е тоа точно или не е точно, ама и да е на пола од сето ова, ако нивнев трейдинг волумен не е тој, би било дупло помалку, што е сепак премногу 2.5 милиони за трейдинг фи. И сега yield farming, значи на VFAT може слободно да си играте, може да видите, немој да играте со мим токени, доста е ризично, многу е ризично. Еве, значи треба да се направите пак, еве тука имате VIF со Aero, но сепак да знаете, APR ќе се менува цело време. Треба да земите средна вредност во една недела колку вие средно заработуват. Оти ако гледате, еве гледате, сега е 340 и може да скокнете, вау, 340, само тоа ќе се смени по еден час. По 5 минути може да се смени на 50, после може до 600. Оти како колку што има трейдинг волумен во тој момент, така има апдейт, лайв апдейт на ова алатка. Затоа е прекрасна. Јас го играм Гейми, од еден македонец ми го каже Гейми, го играл и тој правише по некаде 1000%, по 3-4% средно на ден од 5-6 дена. Значи, не знам, ама имаше доста тесен реч. И сега јас го играм овој на 46, нека на 56 ми е. Рейндж.
56, значи ценава треба да 56% горе-долу и добивам точно толку, околу 1-2% на ден. Значи, добро, тој е малку поразличен. Да, изберете си, вифате топ алат како што сакам да ви спомнам. Ви спомнав, значи, токено, извинете, нодот ви го спомнав прстено каде што имам доста апдейт за многу брзо време, long low leverage, да, и многу битно, последно нешто кој што сакам да ви спомнам е ако сака некој да учи, го имам то спомнато, ве молам појдете во CryptoLab Research, има платен, но има и бесплатен дел. Појдете на бесплатниот дел, има 4-5 часа, степ бај степ, чекор по чекор од А до Ш, што треба да знаете. Појдете тука, зачленете се, има околу 1500-2000 платени членови и има уште дупло толку без пари членови. Многу македонци има тука кои шуча, сето е тоа на англиски. Појдете и учете ги курсевите, како што Антонио ви дава премногу едукација и јас се обидувам да ве едуцирам и мора да се едуцирате. Има многу луѓе кои што ми пишуваат каде што како сакаат наготово. Нема наготово. Значи, од Антонио толку информација собира, нема ништо наготово. Ако одите наготово, ќе се изгорите. Може бидете, че имате среќа еднаш два пати, ама во глобала ќе бидете изгорени. Така да внимавајте. Значи, тоа е многу битно. Едукацијата е првото нешто. Има премногу луѓе кои што се едуцираат и веќе започнуваат за една-две недели, че почнете веќе во тие води и почнете со $10, со $20, со $5, влезете внатре, видете. Направите 5 пула, експериментирајте. Ако не експериментирате, нема ништо да се случи. Еве, мојот најдобар пул, Антонио, попкат и вив, сега излезе најлошот и попкат се нурна. се нурна долу, ама тоа е. Сега ми излезе цели фиш, што ги земав од 8 месеци, ми излегува танте за танте сега сум, но тоа е тоа. Го чувам, не го продавам, оти е доста на црвено, верувам во попка. Тоа се тие мим токени. Дај да збориме, Антонио, сега нешто за AI Agent, што експлодира, нели, како мим токен и што е многу добро и многу луѓе одат. Гледайте, според мене, па Антонио ќе оди за AI Agent. AI Agent има стварно многу добри и што ќе најда стварно real use case, нели, во светов. Но, толку брзо излегува како печурки, што мислам дека исто како мим токениве, што беше сезона на мим токени, секој ден излегува, 90% ќе се нурна долу. Имајте го тоа предвид. Јас нек не инвестирам во едно десетина, ама ставив ситно, многу ситно. И веќе 3-4 појдува 60% долу, ама има встреча 2-3 појдува 200% нагоре. Така да, горе-долу сум средно, но давам 3 месеци да видим, оти не знаеш кога ќе појди. Немој да трчате по хајп. Немој да трчате, че се изгорите 100%. Еве, некни Virtual, пак ќе го спомнам, што е, нели, првиот AI, кој што стварно направи добар перформанс. Virtual, примерно, еве го Virtual, гледај се Virtual, што се случи, појде до околу $5, јас го спомнав на видеото, го испуштив 100 пати Virtual, јас го продавав на 11 центи, го продавав. Ете, тука го продавав некаде, овде долу, на 11 центи, и му прави фарминг. Ама добро, не знаев колку е добро. И гледайте што се случи сега, еве да појдеме во еден месец. Што се случи? Појде до $5 и сега сме долу точно 35% за само неколку дена. Така да немој да скокате. Колку ќе оди надолу, никој не знае, ама гледајте, се што оди нагоре во права линија, немој дојте на хајп. Чекајте и стајте се нон-стоп излегува нешто друго. Ако ако сте го испуштиле возо со овој, одете на друг воз, че има нон-стоп возој. Значи, зато на почеток го кажав, Антонио има толку добри токени најдено. Видете, направите лист за водено и вакви, јас имам цел лист, овде не знам дали се гледа, имам токени, следи и купи. Овде имам купени, следи ги. Разбираш, и овде токени, следи, купи, си ги ставам тука линкоите, си отворам денеска, гледам што е најмногу паннато, си одам и си подкупувам веќе. Си земам од yield farming, претворам во кеш и си купувам. Или од yield farming си ги трупам во long hold портфолио. Ето така, Антонио, од моја страна, доста кажав. Слободно кажи за AI Agents, што мислење имаш ти и шерни скрин, ако сакаш, јас ќе го исклучам мој. Вака сега, значи јас прво генерално околу AI Agents, дечки, за тоа треба цело видео, да се разбереме. Значи треба цело видео затоа што треба да се овеси прво што е тоа. Чисто генерално како дефиниција, значи од тоа што јас до сега го знам, ова е сосема нов степен на технологија, каде што се зборува за, така речено,
ова е како лична ваша, би рекол, секретарка, помошничка, асистент, како сакате. Со тоа што ова е тип на вештачка интелигенција програма која што вие тренирате што да прави. И тоа толку е добро, сега пак, ја не зборувам за секој од овие проекти. Зборувам генерално која е идејата на оваа технологија. Оваа технологија е модел кој што вие му кажувате што да направи, а он само одлучува како тоа ќе го направи. Сега знаете како тоа е, како на пример. Еве како би изгледало баш во оваа ситуација помеѓу мене и Фил, за да разберете што представува оваа технологија. Замислете дека јас имам ваков тип на технологија и му давам наредба, му викам договори со Криптофил кога ќе имаме следен подкаст. Што значи дека он сега треба да влезе во мојот распоред, да види кои се моите содржини кои што ги имам, да речем, во текот на наредниве 2 недели, потоа да го контактира Криптофил, да види кога он има соодветни места на распоредот и замислете сега. Значи, зборуваме на толку висок левел на интелигенција, на вештачка интелигенција, каде што моделот сам наоѓа кога ќе биде најдобро место за него и за мене, дополнително тоа го проверува со интернет за тоа кога имаме највеќе гледаност на каналот и така натаму, за да одреди која би била оптималната опција. И не само тоа, него за разлика од претходните модели на вештачка интелигенција, овие модели се така направени да они донесуваат и одлуки. Што значи дека он ќе договори во ваше име, замислете. Што значи дека он во ваше име ќе се договори со Криптофил дека, например, наредна сабота во 7 часот ќе имаме следен подкаст. Се разбираме? Значи, буквално, не само што го решава проблемот, туку наоѓа и начини како да го реши и го решава во најоптимална, да речем, солуција за тоа што му е била дадена оваа наредба. И тоа, пазете сега на кој степен оди во оваа технологија, што не само што ги исполнува сите овие наредби, туку оваа технологија е така направена да може да комуницира со друг ваков тип на модели. Се разбираме? Значи, овие AI модели комуницираат помеѓу себе, учат еден од друг и дополнително можат, значи, на тој начин да се надградуваат самите себе си. Значи, зборуваме буквално за еден жив модел на вештачка интелигенција. Каде што уште побитна работа сега, погледнете што јас испитував доста во последниве недела дена, само сега уште не сум имал време да направам соодветно видео за да ви објаснам точно што представуваат овие вештачка интелигенција модели. Каде што во оваа ситуација, значи, овие агенти, еве сега ќе ви кажам која е големата разлика. Да речеме ChatGPT. ChatGPT има најнови информации до последниот апдейт. И тоа баш ова беше како еден од примерите во, да речем, материјалите кои што ги следев за AI агенти. Каде што вели? ChatGPT, ако го прашате, например, за вчерашниот говор на Трамп, нема да знае што да ви одговори. Затоа што ChatGPT се апдейтира само кога мануелно ќе му биде апдейтирано се што е од интернетот, ќе му биде внесено како нова информација. Така, за разлика од тоа, овие AI агенти имаат целосно право сами да истражуваат по интернет и сами да утврдуваат се што вие ги прашувате. Што е многу опасно, да бидеме реални. Ова е моментот каде што вие им му давате на AI моделот целосна слобода. Значи, ова е од тоа што реално и најголем дел од, да речем, од научниците се плашат. Зошто? ChatGPT е нешто што се држи во лабораторија, па би рекол се надевам под некаков тип на заштита, да не може да испадне од контрола, да почне само да размислува и само да работи. Така, за разлика од тоа имаше една многу добра поента дадена како мислење за овие AI агенти. Да речеме дека вие на AI агентот моментално го прашувате вака. Му велите, најди како да направиме мир во светот, во цело човештво. Вика, со оглед на фактот дека он е така истрениран да бара најоптимално решение. Тоа значи дека потенцијално AI моделов или во оваа ситуација, или AI агентов може да одлучи дека наједноставен начин да го направи ова како цел е да го уништи цело човештво. Се разбираме? Затоа што он не размислува како што размислува едно човечко суштество, се разбираме? И затоа ваков тип на фристайл модели на вештачка интелигенција се многу опасни и можат да направат голем проблем. Ја не верувам дека сега ќе имаме ние утре револуција на терминатори, значи нели, ништо такво не сум кажал нормално, но само сакам да ви кажам дека ова е почетокот на тоа што стравуваат секојдневните, да речем, високи представници на ваков тип на технологија. Затоа што кога ќе дојде момент каде што овие мали проекти се обидуваат да се направуваат со други мали проекти, кој ќе направи подобра вештачка интелигенција, прашање на време е кога некој од овие вештачки интелигенции ќе излезе надвор од контрола. Затоа што овие мали проекти даваат целосно право на овие AI агенти
целосно располагање на целиот интернет. Се разбираме? И овие модели учат многу брзо. Многу брзо. Зборуваме, он во еден ден е способен да научи се што едно човечко суштество му е потребно цел еден живот да научи. Од друга страна, комуницираат едни со други, што значи дека учат едни од други и се учат самите себе си. Значи, тоа е нешто што е многу опасно, што ќе напоменам. Но генерално, моментално, знаете и сами дека имаме бум на вештачка интелигенција, ова со AI агентите е ново, гледаме дека секој од најголемите чейнови, почнувајќи нормално од Solana, се обидуваат да развијат ваков тип на технологија, со тоа што убаво каже Криптофил, голем дел од оваа технологија ќе биде дефинитивно меме коини. Значи, тоа што некој кажал дека има AI агент, не значи дека на вистина има AI агент, се разбираме? Многу малку од овие проекти на вистина имаат реална технологија во позадина. Затоа што јас можам сега да направам некој токен и да кажам ова е следниот најдобар AI токен. Ако успеам доволно да го пробијам, низ да речем чатови, форуми и така натаму, цената негова ќе почне да расте. Тоа не значи дека технологијата во позадина е веродостојна. Затоа што потребно е време еден проект да се наоѓа на пазарот, истиот, да почне да наоѓа соодветни партнери или, пак ќе кажам, ентитети кои што имаат многу повеќе капитал, многу повеќе истражувачки капацитети од нас, да проверат и да верифицираат дека ова на вистина е веродостојна технологија. Затоа гледате дека јас сум многу шкрт кога треба да дадам пари во нов проект. Јас сакам да го истражам тој проект, а најголем дел од овие проекти, посебно кога станува збор за вештачка интелигенција агентиве, се буквално од вчера. Значи, поголем дел од нив, би рекол 99% од нив се од пред еден месец максимум. Така да, сето тоа е убаво каде што вие може да направите профит. Но, уште еднаш ќе напоменам, фокусирајте се на фактот дека голем дел од овие проекти се буквално меме коини. Станува збор за моментална FOMO, каде што знаете и сами дека криптосекторот се движи циклично по категории. Каде што кога имаме една категорија која што моментално е популарна, сите коини од истата експлодираат без разлика дали некој е добар или лош коин. Се разбираме? Така да, ако моментално е популарна вештачка интелигенција, сите коини без разлика дали биле меме коини што и да се, ако се ставени во таа категорија, ги купуваат масивно. Така да имајте го тоа во предвид. Но наскоро дефинитивно ќе следи видео по, нели, ќе ви дадам да гласате и ќе направиме соодветно видео каде што ќе објасниме точно што представуваат вештачка интелигенција агенти. Повели, Фил? Само да спомнам, Антонио, имаше во од овие проекти што сум ја инволвиран, има еден се вика Delicium што Нодо и Шимаја, тие работеа за некој вид на AI од 2019 и тој беше првиот нод што бев инволвиран. Тој што направи 12x. Тој има еден таму се вика Lucy, се вика првиот AI што му е. И Lucy направен, имаше нешто со Google, нешто направи, тогаш направи 20x, некој како мал партнершип или нешто такво имаше. Знам дека беа со Google на разговор. И многу добро, веќе може, уште не од сега, зборувам, ова е веќе од 2019 го работи, ама од веќе месеци може да му даде задача, купи ми, нели, кочепанни, тој токен на толку, продај ми на толку, купи толку и секи прави за тебе, нели, му даваш таму одврзани раце, што јас не го правам, ми е страх, но оди напред. Сега, другиот токен што Нодов што ќе излегува, што го кажав, истиот главниот што го измисли Луси, излезе од Тимов, нели, се повлече нешто има таму други проблеми, не знам што, и сега тој го прави овој што е сега Сварм, сега што го спомнав, што ќе излегува. И сега, гледај колку интересен, веќе има милион users што го потребува, тој една година го работи ова, и сега ќе биде за дезинформација и работи. Интересно, некој го експериментирав, клаваш на Twitter некој пост и го тагираш ботов, нели? И ботов ти кажува дали таа информација што е постирана од Криптофил, дали е вистина. И онма ти кажува со факти. Од 50% е вистина, 30% е лага, ова е тоа. Знаеш колку интересно? И сега прави, стварно е добар е ова, за тоа го бендисав, заради човекот што е зад него што стои, и заради тоа што знам дека има јаки врски во менувачници, во Мекси, во сите одаде во Кукоин, кај што треба да биде лиснат после. И затоа сум јас заинтересиран за овој, ќе земам еден нот, нели, таму нека се стои настрана, никош не знаеш јаве како ќе ода. И тоа е за дезинформација што е многу интересен и нешто ново. Сад дали ќе излезе некој пред него или не,
Не знам, ама така како што кажа ти, сите што се пресни без некаква дата дека веќе работеле и сите тие работи е нешто како гейминг кој ќе дој гейминг по секторот по неколку месеци, леле сите најдобрите гейм. Ама тие што работеле 3 години на гейминг веќе што работа, веќе тоа е сега моментот да се купат неколку такви токени, оти тие се толку долу, што се толку долу притиснати, не да се на дното, под дното се, ама има стварно добри што работуваше Wild World, има некои си Shrapnel имаше, не знам, има многу што веќе работа одназад, разбираш? Тука се тие работи, ти преска кажа, убо кажа сите овие што се под еве он да го кажа, он до сега чима да знаете, нек ни го продадов на 1.55 со мал минус оти чима unlock на токен, сто внимавајте чима 30% од тоа е многу битно да се инфлација има 30% за сега пост на 20 некој јануари. Така да внимавајте, може би има некој добар дип уште поголем да се собери нешто. Така што да, треба да внимаваме. Да те прашам твои мислење. Има прашање што мислиш лично за Майкл Селер што купува како ненормален биткоин. Што мислиш, дали ќе го направи така да пукни надолу бабулево или просто ќе го чури само нагоре според тебе? Што мислиш за Майкл Селер ова ситуација што се случува, што само купува и купува. Баш некои јутубери слушам вика супер, браво, ама страшно една компанија да има толку биткоини. И иначе тоа е едно прашање, второ прашање излезе во 2 Сабајлево, значи пред нема 12 часа, дека Америка сака 200 колку билиони да продава биткоин на Watch Guru, баш сега го читав. Излезе DOJ created to sell 6.5 billion worth of Bitcoin from Silk Road assets, from seized Silk Road. Тие што му се замени. Значи, Америка сака да продава пред Трамп да дојде 6 билиони. Еве го сега Сабајлево излезе. Не знам дали го прочита. Го прочита, ама дефинитивно нема да се случи затоа што пак ќе кажам, значи тоа сега да го направите само за да го изервираат. Значи не гледам друга причина зашто ви го направиле. Не сакаш. Од друга страна и да го направат тоа ќе биде дип еден ден. Значи он кога ќе дојде он пак ќе го примени сето тоа што го кажал, ме сакаш. Само што знаеш како е сама како те прашам. Еве сега да речеме дека Гериатрија Джо ги продаде овие 200.000 биткоини што ги имаат. Да ги продаде. Брат, они зашто ќе направат? Ќе направат крипто, инвеститори веќе никогаш да не гласат за него. Ама никогаш. Не за него, за демократите генерално. Ако се толку глупави тоа да го направат, тоа е секоја чест, браво. Тоа е политичко самоубиство. Само секунда. Право, тука се го право. Ама и неки ако тоа сето се продај за 7 дена ќе се абсорбира целата. Исто како Германија продаде за 4 дена. Са имаше тука една шема, се обидам да најдам, кај што беше многу лесно објаснето, како врти кругот. Значи, они практично, само сакав тоа сликовите да го покажам кој забелја, не можам да најдам сега. Чекај малку, Майкл Селер. Мислам дека ќе најдам само... Од билиони. Знаеш како, гледај сега, тоа е практично круг. Каде што он, само не ова, не. Само, знаеш како сега, он практично што прави? Он ја крева вредноста на компанијата, а со тоа ја крева вредноста на неговите акции, се разбираме? Значи, што прави уствари он? Практично што се случува? Ти ја базираш вредноста на твојата компанија врз однос со тоа колку е вредноста на тоа што го поседуваш. Оваа ситуација тоа што го поседуваш е биткоин, така? Што значи? Кога ти купуваш повеќе биткоин и сега тој биткоин влегува внатре, како купуваш биткоинот? Со издавање на нови акции. Што правиш ти? Значи ти зошто се акциите во една компанија? Ако ти сакаш компанијава да ја надградиш, а немаш доволно пари, не сакаш да чекаш додека компанијава направи профит за да ја надградиш, ти што викаш? Ќе дадеме нови акции и ќе ги понудиме на нови инвеститори кои што сакаат да влезат во нашата компанија, а со тие пари што они ќе ги купат акциите, ние ќе направиме практично нов капацитет на фабриката кој што ќе носи повеќе пари, ќе крене вредноста на фабриката, низината профитабилност, што значи дека овие акции ќе вредат повеќе. И на крајот практично ти можеш или да ги купиш овие акции назад, да ги исплатиш луѓето кои што ги купиле акциите, или пак они да ги задржат, а ти практично да им даваш дел од добивката. Така, во однос на колку акции, толку добивка добиваш во компанијата. Што се случува сега овде?
За разлика од другите компании, каде што парите се користат за да се зголеми производство, капацитет или да се купи повеќе роба, да се отвори нов пазар, така натаму, он што прави? Он купува повеќе биткоин. Вредноста на неговата компанија е колку биткоин поседува. Колку овој биткоин расте, затоа што секој кој што користи, кој што има акции, има удел во овој биткоин, се разбираме? Значи он поседува практично да речем процент од количината на биткоин која што е моментално во компанијата на Майкл Сейлор. Колку повеќе расте вредноста на биткоин, толку повеќе расте и вредноста на акцијата. Се разбираме? Затоа што ако ти си купил биткоин кога истиот бил на 20.000, твојот процент од овој биткоин кога ќе порасте на 100.000, вреди многу повеќе, така? И автоматски он што прави? Он постојано зема нови акции за да купи нов биткоин. Ме сваѓаш? Сега каде е овдека магијата? Моментот кога потенцијално цената на биткоин ќе почне да паѓа, ако овие акционери се обидуваат да испаднат, пак на крајот од денот они поседуваат одредена количина на биткоин. Ме разбираш? Што значи дека он на крајот тоа е еднакво, ме разбираш? Ти ако испаднеш, ја зимаш твојата количина биткоин надвор. И затоа не гледам момент како потенцијално би можело да настане проблем. Проблем, пак ќе кажам, може да настане ако има каскадно излегување од пазарот, каде што луѓето сакаат да си земат профит, ги продаваат овие акции, он мора да го ликвидира практично тој биткоин и на тој начин практично ќе може да дојде до оној магичен круг каде што ќе мора да го елиминира. Но, пази се он што прави у такви ситуации. За да не го продава биткоинот, он го користи биткоинот како средство за хипотека, ме разбираш, за практично го става под залог. Шо вика он? Јас никогаш нема да го продам мојот биткоин. Односно, јас ќе го ставам под залог мојот биткоин и ќе поземам колку пари ми се потребни, ако треба да вратам на некој, например, што сака да испадне од компанијата. Така? И понатаму како влегуваат нови пари, јас само ќе го вратам тој влог и биткоинот повторно ќе се врати во мои раце. Од друга страна, не заборај дека биткоинот генерално на долг рок постојано расте. Сега моментално постои некој проблем каде што во компанијата на Майкл Сейлор постојат помали ентитети кои што се занимаваат со тргување и постојат поголеми ентитети кои што се занимаваат со инвестирање. Тие кои што се занимаваат со инвестирање не се заинтересирани за продажба, се разбираме. Тие кои што се занимаваат со тргување, они ја користат позицијата во неговата компанија за леверидж тргување. И ова може потенцијално да направи проблем, да ја намали вредноста на акцијата на MicroStrategy или пак во оваа ситуација да направи некако си селов на биткоин. Но кога ти имаш ситуација во која што секој селов моментално е абсорбиран од институциите, ние гледаме прост пример. Значи додека сите леле готово корекција, нешто што досега не сме го виделе. Значи BlackRock купува како да нема утре. Вчера имаше еден одлив. Арно погледни претходно недела. Имаш 253 милиони, 596 милиони долари купување во последние 5 дена. Се разбираме? И еден ден има одлив. Тоа беше вчера, каде што пазарот беше доста црвен. Но ми ја разбираш поента, секоја корекција моментално која што имаме од голем тип, ја абсорбираат институциите. Што значи они дури да сакаат да изманипулираат или акцијата на MicroStrategy или пак продажбата на биткоин надолу, како што тоа кажуваат нели луѓе кои што си ги слушал, да направат манипулација на пазарот за голема корекција, не може да го направат тоа затоа што гледаме дека секоја голема корекција е директно купена од овие големи ентитети. BlackRock, Fidelity, Bitwise и така натаму. Ти колку и да се трудиш, не можеш да се направаруваш со BlackRock, се разбираме? Ти колку и да сакаш да се обидеш да ја путнеш ценава, ако BlackRock наумил да купува, џабе ти е се. Ме разбираш? Значи не можеш да се направаруваш со ваков тип на джин кој што има многу повеќе капитал од тебе. Те запира одма, ме сваѓаш? Зошто цената никако не може да пробие под 90.000? Затоа што гледаме дека секоја корекција е моментално купена од BlackRock, ме сваѓаш? И еве го тоа што ја кажувам сега овдека на вториот чарт, погледни. Значи нема промашај, они буквално се купуваат, абсорбираат секаква корекција, тоа цело време го зборувам. И очигледно дечки се тука на долг рок. Значи не заборај, BlackRock моментално за една година купи повеќе од 50 милиарди долари биткоин, а во целото негово постоење од 2004 година до сега на неговиот златен ETF има купено 25 милиарди. Значи за 20 години има купено 25 милиарди злато, а за една година има купено 50 милиарди биткоин. Чекај, нели злато беше најдобро, најстабилно, значи ако тоа не ти каже, и гледај, еве како моментално изгледа уште од 11 јануари, како изгледа акумулирањето на биткоин на дневна база. Поглед. Значи, иако имаме корекции, никој не рече дека нема да има корекции. Еве, од практично во оваа ситуација декември 17 па до
31 декември, значи ќе имале некои 14 дена во кои што се движело надуш. Значи дека голем дел од овие луѓе продавале. Но зошто? Затоа што брат ти ако си купил кога цената на биткоин беше значи дека беше 40.000 цената на биткоин кога почна да функционира биткоин спот ETF. Сега нормално дека ти продаш кога цената е 100.000, така. Значи тоа е нешто што во Wall Street е невидено, ме сакаш. И нормално е дека ќе имаме ваква ситуација. Ама гледаме дека трендот и понатаму расте. Односно за тоа цело време зборувам. Значи моментално ние џабе се правиме улави дека ќе има голема корекција, не може да има, затоа што секоја корекција моментално е абсорбирана од институциите. И сега луѓето повторно, знаеш како, се водат од претходни циклуси. Не можеш да се водиш од претходни циклуси. Претходните циклуси немаше институции. Така да овој циклус тоа е сосема поразлично. Претходно овие корекции би биле 40%, сега се 3. Ме сваѓаш? Затоа што секоја корекција само што ќе почне, BlackRock купува. Од друга страна сега ја ти и сите останати гледаме дека BlackRock купува и не се плашиме. И не продаваме, не разбираш? Автоматски го намалува многу стравот на пазар. Друго прашање. Последно прашање. Затоа си, да, во право си, има корекции, не викам не, од 108 панда нели до 92, пак е тоа колку е? 15-20%. Да, ако беа порано, во право се, ако беа порано 40, 35, 40 класика корекција на биткоин зборувам, башка алткоините 60% нурнуваа, сега биткоин паѓа 15-20 макс посто. Ама интересното е тоа што биткоинтов толку јако држи, а повеќето алткоинти се нурнува уште повеќе. Сега гледај, биткоинто паѓа, алткоинтиве паѓа уште. Биткоинто крева повеќе, алткоинтиве помалку. Не сме дојдени до тој момент. Кажи ми последно прашање, има мула се разговарам да не го должиме многу. Дали че има кој би бил нареден спот ETF апрувал, кој токен би бил нареден, еве, за неколку месеци, кој би мислил ти? XO, тоа е од овој, новиот од Маск. XRP, да, XRP и XRP, кој? Солана, би го мислиш? Дефинитивно. Сега ќе ти кажам, зашто не, сега ќе ти кажам, слушаме. Моментално испадна едно мислење на еден, значи јас го следам течкото е секоја час, Ерик Балхунас. Ерик Балхунас е специјалист за ETFs. Значи течкото работи на Bloomberg. Bloomberg е најголемиот медиум за финансии во светот, без разлика телевизија, писмено, онлайн и така натаму. Ерик Балхунас ги водеше, значи сите кои што не ја разбираат во времето кога биткоин правеше свој ETF, во времето кога Етериум правеше свој ETF. Дечкото погоди се 100%. Повторно, дечкото има искуство, тоа го работи цел живот. Него единствена работа му е ETF, Exchange Traded Funds. Со тоа што вика вака. Ја вика очекувам дека, верувал или не, Litecoin и HBAR има многу поголеми шанси од сите останати. Зошто? Затоа што Solana, заедно со останатите како Cardano, како сите овие што се речем поголеми проекти, се прогласени за хартија од вредност неофицијално, нормално ова е се уште официјален спор, во двата случаи кои што ги има секој отворено против Binance и против Coinbase. Автоматски ти има ситуација во која што додека не одлучи судот, никој нема, посебно сигурно нема сек да практично прифати или да пушти во оптек ETF на Solana, на Cardano, на Algorand и така натаму. Затоа што се уште трае судски случај. Истата ситуација и со XRP. Дури откако потенцијално ќе завршат овие случаи, тоа не само со Coinbase, треба да заврши случајот со Binance, затоа што Coinbase и Binance двата на двете места се опфатени горе-долу истиве токени, како токени кои што потенцијално се хартија од вредност. И XRP кој што има свој собствен случај. За разлика од тоа, HBAR има огромна институционална поддршка, институционална адаптација, а во исто време не е опфатен со тужбата. Litecoin е копија на биткоин, кој што самиот по себе знаеме и сами дека има свој, нели, биткоин спот ETF, а од друга страна, ако Litecoin е копија на биткоин и е proof of work, зошто да нема? Не разбираш? Затоа што е иста копија, значи буквално истиот блокчейн, само е побрз, не разбираш? Има практично поголема количина на награда за разлика од блок, за разлика од биткоин, сакаш. Така да многу паметно од негова страна. Вика, очекувам HBAR и да речем Litecoin да имаат многу поголема шанса и побрзо да добијат. Сега зошто ја викам XRP?
вака само ќе ти кажам. Значи, моментално Ripple очигледно е на високо ниво во Америка. Претходно избркани, сега вратени и очигледно доста ценети. Значи, само пред неколку дена имаше слика во која што пред да го даде овој говор вчера, од кој што кажуваше дека ќе го купува Гренланд, Канада и така натаму, значи, слика од Бред Гарлингхаус во Маралаго заедно со Трамп. Тоа не е за џабе, се разбираме. Значи, не е за џабе, он сега ги прима на Ripple екипава кај него дома. Ме свагаш? И овие 5 милиони исто не се за џабе. Значи, ова е нешто се плаќа, ме свагаш? Од друга страна, сега повторно ја праша таа име одговорна за како маркетинг и проширување на пазари и така натаму пред само еден ден на вести. Вика 2025 очекуваме дека ќе имаме XRP ETF. Така да сега дали ќе биде прв тој или Solana, на крајот од денот мене ако ме прашуваш, битно е да имаме уште еден алткоин. Во моментот кога ќе имаме уште еден алткоин, отворена е вратата за сите други алткоини. Тогаш веќе верувам дека ќе почнеме да гледаме еден тон алткоини, ја тоа го зборувам уште од пред да имаме биткоин спот ETF. Значи не може да, знаеш како, тоа е кога сега на Wall им кажеш, гледај колку пари направиме со биткоин, ама немој да ги правите со други коини. Зошто не? Иста технологија очигледно ќе го направат и затоа гледаме дека за Solana има 4 апликации, за Ripple има 4 апликации. Само што моментално се чека да завршат овие случаи против двата коини, за конечно да може да се одлучи по тие апликации. Сега, за сега не може да одлучува СЕК, затоа што има активни случаи против нив. Така да ја верувам дека 2025 ќе добиеме повеќе, не еден. Повеќе спот ETFs на алткоини. И уште една битна работа. Тоа што ја го зборев уште пред една година, уште пред да добиеме биткоин спот ETF. Моментот кога ќе добие спот ETF еден алткоин, автоматски он има институционална позадина. Кога ќе има институционална позадина, за тој коин веќе нема зима. Барем според мене. И очекувам дека корекциите на тие коини ќе бидат многу помали во текот на bear маркетот. Зошто? Кога инвестираат во спот ETF, овие големи ентитети како BlackRock, Fidelity и така натаму, они не инвестираат за еден bull маркет. Они не се како нас купи на дното па продај на врвот. Не, нив ги интересира во наредните 10 години. Се разбираме? Што значи дека ќе имаме голем влез на капитал. Зошто? Значи, ние имаме огромно поместување на цената на биткоин и на етериум, сега не толку на етериум, на биткоин многу повеќе, а ти рачуне колку е голем на биткоин маркет капа. Сега замисли кога на биткоин е 2 трилиони, а на Solana е 100 милиарди, ме разбираш? На XRP е 100 милиарди. Замисли таму колку голема промена ќе направи кога ќе имаш стотици милиони на ден прилив, ме разбираш? Значи, многу голема промена на цената ќе добиеме, ме сагаш? И затоа верувам дека тоа ќе направи институционална поддршка на тој коин и нема да има зима, крај. Значи тој коин ќе биде додаје, ме свагаш. Кога етериум ќе појде над 5000, нешто ми кочи етериумов, нешто заражане, масло му треба. Сега ќе ти кажам, ако не баш да преминеме на вториот дел, кој што сакам да го споделам со вас, јас верувам дека сме буквално веќе влезени во алткоин сезона, за жал малку побавно од претходните да речем алткоин сезони и сега ќе го покажеме тоа детално. Значи ова што моментално го гледате представува маркет капот на Total 3, односно ова е маркет кап со исклучок на Ethereum, на Bitcoin и на стейблкоини. Автоматски овој маркет кап ни покажува, спасибо Љубо. Овој маркет кап ни покажува колку е моментално голема количината на пари која што е влеана во алткоините. Со тоа што погледнете овде. Во претходниот циклус, затоа што нели сега Total 3 постои од 2017 наваму. Од 2013 немало доволно алткоини за да може да се направи овој чарт. Во 2017 година, така, следниот циклус во 2021 година, точно 9 месеци после халвингот, ние сме направиле пробивање на претходниот all-time high на количината на пари која што била инвестирана во алткоини во 2018 година, која што била 356 милиарди долари. Така. Од 2017, па, откако сме го пробили во all time high, погледнете, сме стигнале до 1,14 трилиони. Тоа е 3x, значи 3 пати повеќе пари се влеле во алткоините во сезоната во 2020-2021 година. Иако имавме дабл топ, така, погледнете овде како вториот топ и понатаму се влевала огромна количина на пари во алткоините. Што ви покажува тоа? Дека кога цената на биткоин стагнирала, голем дел од овој капитал и новиот капитал се влевал во алткоините. Каде се ногаме сега? Се ногаме точно на 9-тиот месец од халвингот. Ние во 8-миот месец веќе направивме ритест на претходниот all-time high од 1,13 трилиони
И сега очигледно полека се движиме повторно нагоре да го пробиеме овој претходен all-time high. Може би нема да биде 3x, може ќе биде и 3x, останува да видиме о претходен all-time high. Но идејата е дека допро ќе видиме влез на капитал во алткоините. Истото можеме да го погледнеме и на овој чарт. Значи, ова не е за џабе, ова се чартови кои што претходно ни покажувале точно каде се ногаме во овој биткоин циклус. И зошто се толку битни? Затоа што не само јас и криптофил, туку милиони луѓе ги гледаат истите овие чартови, го очекуваат истиот овој резултат. Автоматски ја игра истата игра. Значи, кога вие знаете дека во 2017 година, на 8-миот месец после халвингот, дошло до пад на доминацијата на биткоин, односно, имало многу помалку капитал во биткоин за разлика од се останато во алткоините. Така, во 2021 година, 8-миот месец бил врвот на доминацијата на биткоин и потоа имаме пад на доминацијата на биткоин. Што значи дека многу поголем дел од капиталот, како од биткоин, така и од оној нов капитал кој што се влевал во алткоините. Каде се ногаме сега? Се ногаме на 9-тиот месец од халвингот. И гледаме дека овој тренд почна уште на 7-миот месец, каде што доминацијата на биткоин достигна свој врв и гледаме дека полека се движи надолу. Зошто е ова битно? Затоа што биткоин доминацијата е еден од главните елементи кои што ни покажува што правиме на пазарот. И сега зошто велам елементи? И зошто велам што сите правиме на пазарот? Затоа што ако вие знаете дека доаѓа алткоин сезона, ќе продадете ли? Не. Ако во претходни два случаи сте виделе дека ова довело до огромен памп на алткоините, ќе продадете ли? Не. Тоа е таа психологија на пазарот, која што ви покажува во кој момент што треба да правите. И во оваа ситуација, гледате што случува. Ние се наоѓаме овде. Се наоѓаме во момент во кој што доминацијата на биткоин постепено се движи надолу, а овдека дури цената на биткоин да се движи нагоре и да се движи настрана, односно паралелно, да речеме нема некој голем раст, погледнете каков е резултатот кај алткоините. Имаме или памп, или постепено се движат нагоре. Што значи дека во овој дел од бул маркетот кај што се наоѓаме сега е најдобриот дел за алткоин сезона и тоа ќе ви го покажам со соодветни показатели. Сега тоа што го праша криптофил. Значи до сега, пак ќе кажам, не можеме ние да очекуваме дека секој бул маркет ќе биде ист, ниту еден до сега не бил ист. Во еден сме имале два врвови од кои што едниот бил многу повисок од другиот 2013 година. Во 2017 имаме blow off top во кој што имаме само еден врв, ама буквално се движеше без престан. Во 2021 година имавме два кои што беа еднакви еден на друг, имавме дабл топ. Сега останува да видиме што ќе имаме. И во досегашните, уште од 2014 година, кога е направен Етериум, 2014-2015 година, имавме ситуација во која што од биткоин најголемиот дел од капиталот прво се влеваше во Етериум, повторно, ова не е пишано правило, ова е психологија на пазарот. Зошто? Ако криптофил има 20 биткоини, да бидеме реални, ако криптофил има 20 биткоини, нема да прави канал. Прва работа. Втора работа. Ако криптофил има 20 биткоини и ги купил овие 20 биткоини како и сите останати китови, кога цената на биткоин беше, да речам, 15.700, тоа беше дното за овој циклус. Кога цената на биткоин ќе се придвижи до 100.000, нормално дека криптофил ќе почне да прави rollover, односно да го префрла својот капитал во алткоините кои што гледаме дека историски заостанува. Така, што значи дека кога сме постигнале $100.000, сега криптофил ќе почне да го префрла капиталот во Етериум, кој што е првиот најголем од алткоините и кој што најчесто прави памп веднаш после биткоин, еве за да го видите тоа, да не видите дека го зборувам, значи еве како изгледа. Што значи во моментот кога ние сме добиле највисока доминација на биткоин на пазарот, тогаш почнал бул маркетот за Етериум. Што значи дека ако вие сте направиле rollover на биткоин во Етериум, кога сме го добиле овој врв на 8 месеци од халвингот, вие автоматски ќе сте имале апсолутен максимум во овој rollover. Што значи дека сега почнува да се движи цената на Етериум нагоре, вие уште толку профит правите. Истата ситуација гледаме и во 2021 година. Така, моментот кога сме достигнале највисок врв на доминација на биткоин, што почнало официјалниот бул маркет на Етериум. Сега моментално, за жал, иако цената моментално стагнира, гледаме дека иако има напредок, да бидеме реални, че цената овдека била и $1,200 во овој циклус. Така, значи моментално погледнете што се случува. Се ногаме точно таму, каде што доминацијата на биткоин се очекува да почне да паѓа, а автоматски ќе имаме што? Пренос на капитал од биткоин во Етериум, а потоа од Етериум во сите останати кои што следат најчесто веднаш после Етериум.
Сега, дали ќе биде така и овој bull market останува да видиме. Јас затоа не ставам се на Ethereum. Ја имам многу коини, без разлика дали прво ќе се влее во Ethereum или директно ќе се влее во large caps, мене не ми менува ништо. Битно е дека, пак ќе ја прашам, било кој кит што знае дека оваа шема функционира во претходните 3 циклуси, зошто би престанал сега да ја употребува? Така, значи ако гледате дека ова функционира, зошто не би го употребиле повторно? И затоа, поради оваа психологија, јас очекувам дека тоа ќе се случи. Истото можеме да го видиме и на доминацијата на биткоин наспроти Етериум. Погледнете. Значи, гледаме дека на 8 месеци од халвингот, значи имаме практично најниска вредност во однос на напредокот на цената на Етериум наспроти напредокот на цената на биткоин. И од овој момент погледнете што се случува. Целосен аутперформанс на цената на Етериум наспроти биткоин. Истата ситуација имаме во следниот циклус, каде што пак кажам, не се никогаш исти. За 7 месеци успеа да го достигне дното, после халвингот, и потоа почна да се движи нагоре и да прави аутперформанс на цената на биткоин. Каде се наоѓаме сега? Се наоѓаме на 8 месец, каде што гледаме дека на 7-миот ефективно успеа да донесе дно. Така, значи на 7-миот месец гледаме дека постигнал дно во однос на перформансот на биткоин. Сега, иако цената моментално стагнира, тоа не го менува фактот дека наскоро очекуваме да почне да се движи нагоре. Истото сме го добили овдека. Иако сме добиле дно уште на 6-тиот месец, ние гледаме дека цената така речено стагнирала со скок и пад уште до 9-тиот месец, пред да почне конечно да се движи нагоре во следниот bull market. Така да пак ќе напоменам, пред нас е добар момент, барем јас така очекувам, останува да видиме. Јас си понатаму да речам, се водам по правилата на класичниот биткоин циклус кој што досега не разочаране. И сега можеме да видиме овде исто дека е рано за биткоин, да речем за алткоин сезона, каде што само на 50 моментално се наоѓа во индекс, а треба да се наоѓа над 75 за да имаме full blown алткоин сезона. И ова се двата најбитни чартови кои што ќе ги споделам за крај денеска, односно погледнете. Овдека имаме споредба на цената на биткоин наспроти доминацијата на алткоините во однос на нивниот практично маркет кап. Погледнете, ние моментално се наоѓаме практично во втората фаза. Тоа е практично ова се првите 2 години од bull маркетот, сега се наоѓаме во последната година од bull маркетот. Така, се наоѓаме во најдобрата година од bull маркетот. Погледнете што се случува овдека. Иако цената на биткоин почнала да расте многу брзо, гледаме дека altcoin market cap, односно altcoin market share, во е практично total 3, колку процент има од вкупната количина на market cap. Гледаме дека многу расте. Погледнете. Значи во 2015-2016 па до 2017 година маркет капот на алткоините заостанувал и тоа многу. За во 2017-2018 година да порасте како никогаш до тогаш. Се разбираме? И тоа ќе ви покажа со проценти на следниот чарт. Истата ситуација сме имале во 2019 до 2022. Погледнете. На почетокот маркет капот на алткоините заостанувал многу, за истиот максимално да расте во втората фаза, тоа е последната година од bull маркетот во 2021 до 2022 година. Каде што гледаме дека цената на биткоин заостанувала, но маркет капот на алткоините понатаму продолжил да расте многу. Ние само што успеавме да завршиме фаза 1, каде што ова е сега малку назад, значи успеавме да го завршиме овој дел, сега се влегуваме во фаза 2, каде што очекуваме дека ќе имаме најдобар перформанс на алткоините. Односно, еве го овдека детално објаснето во проценти. Погледнете. Во фаза 1, во првите 2 години, биткоин порастал 6x и 89% од капиталот се влевал во биткоин во 2015 до 2017 година. Така, додека за разлика од тоа, алткоините во целиот овој период од 2015 до 2017 година пораснале 4x со само 11% од вкупната количина на парите кои што се влевале во овој пазар. За во последната година, фаза 2, да имаме, погледнете сега ово, 67% од капиталот бил во алткоините и направиле 239x раст на практично вредноста на алткоините, за разлика од 18x и 33% од практично вкупната количина на биткоин. И ево тоа што ви го кажувам, на крајот од денот повеќе од јасно е дека математички нормално многу повеќе може да заработите во алткоини за разлика од биткоин. Ова е последната математика. Дека во тој циклус сте направиле, да речем, некој 106x на биткоин, а 990x на алткоин. Така. Истата ситуација гледаме од 2019 до 2021. На почетокот сме имале
голем перформанс на биткоин, 11x со 77% на практично во оваа ситуација биткоин, со тоа што само 5x и 23% во првите 2 години, во последната година од бул маркетот сме имале 7x на алткоините и 67% од вкупната количина на капиталот, наспроти 2x и 33%. Што ни дало 25x на алткоини и 23x на биткоин. И повторно ке сте биле во огромен профит во алткоините наспроти биткоин. Но, да не забораваме дека овде ќе имавме многу Black Swan настани, меѓу кој банот на Кина, меѓу кој Илон Маск идиотот, кој што прогласи дека нема да се користи биткоин за купување на Тесла, автоматски го прекина во најдобриот момент циклусот кога конечно требаше капитал да се влее во алткоините. И поради оваа причина гледаме многу помал перформанс на алткоините. Така, за разлика од тоа, овдека сега веќе затоа што ова е направено негде до 2020, како што може да е 4-та година почетокот. Имаме ситуација во која што до тој момент сме имале 3x и 67%. Сега ова не е завршено, тоа е проблемот, што овдека не е земена во предвид 2024 година, каде што јасно може да се види дека многу поголем дел од капиталот е влеан во биткоин за разлика од алткоините. Сега доаѓа тоа што сите го очекуваме. 3 години акумулација, едукација, чекање е тоа што сите го чекаме. Онаа година во која што алткоините прават крајно голем аутперформанс на биткоин и многу повеќе профит. Тоа е тоа што го чекаме, кое што досега историски ниту еднаш не промашило, пак ќе кажам, ниту еден циклус до сега не е ист, тоа не го менува фактот дека овој можеби ќе види нешто поразлично, но пак ќе кажам јас. Ако 99% од луѓето го гледаат истиот чарт, а го гледаат и знаат кој е ефектот што следува, а знаат, тоа значи дека зошто би го смениле начинот на однесување. Нема да го сменат. Така, што значи дека ќе го добиеме истиот, па дури и поголем ефект, затоа што сега цените на биткоин се многу повеќе напумпани поради влезот на капитал од институциите. Што значи овој роловер кој што ќе го добиеме од китовите, кои што се во биткоин, па ќе почнат да бидат во етериум и сите алткоини, ќе биде многу поголем затоа што бил напумпан од влезот на институциите. Јасно? Убаво си кажа. Убаво си кажа, да. Ќе видиме како ќе биде, баш интересна година пред нас. Очекуваме, се очекува, нели, многу очекува сега март-април да има на едно бум големо. Нормално околу 20 овде јануари да има можеби долу, ќе биде доста интересен 20 јануари таа недела тука. Сигурно ќе има добар дамп малку, па после ќе испука нагоре. Зависи Трамп што ќе кажи првата недела, нели, што ќе кажи. Интересно е, многу интересна година пред се, Антонио. Мило ми е вака што се пронајдовме лани и јас те комуницирав да не забореш тука. Фала што ми одговори после 5 дена. Вика, кај е брат? Вика, не проверувам Телеграм. Телеграм не проверувам, стварно е тоа проблем. Не е дека јас знаеш дека се работка нема проблем, стварно не го проверувам. Да, значи ќе видиме пред се, не очекува интересна година. Добро дејанско, добар подкаст ја имавме, за 2 недели имаме лайф и не заборавајте со вашите прашања на живо, и слободно може да ме прашате се што да ви треба од моја гледна точка, стручна точка што јас можам да кажам или да ви помогнам да ви едуцирам повеќе. И се надеваме, како што кажа Антонио, нешто да искомбинираме, здравие Господ, нели, за неколку месеци се видиме пак сите заедно на конференција да направиме Македонија. Нормално повеќе детали Антонио ќе донесе за сигурно неколку недели после во Велес после февруари. Од моја гледна точка, Антонио, благодарам што ме покани пак да сум гостин и ќе се видиме за 2 недели, горе-долу за 16 дена од кога го снимаме ова, ќе имаме лайф. Така на одручек ќе биде како што кажа ти, да, како што спомна. Немој многу касно ќе ми сфрела од дома. Од со крипто веруваш или не, знаеш како е, сакаш не ичиш кога да сме женети за крипто. Јасно, тоа е професија, точно. Не, планов е да биде, како што веќе кажаме, на 25 јануари, еве уште еднаш да потврдиме за самиот крај, значи 25 јануари е сабота, така да ќе гледаме да биде негде 6-7 попладне. Сабота верувам дека и луѓе ако работат до тоа ќе бидат дома, така да ќе може да го проследат тоа, ќе може, нели, да им одговориме на што повеќе прашања, со тоа што прашањата ќе мора да ги водиме, знаеш како, криптофил, ќе ти препорачам кога ќе го правиме ова, да отвориш сопствен прозор, зборувам до тебе, например, некој мал таблет или телефон што и да имаш, каде што ќе следиш чатот, ме разбераш?
каде што ќе можеш да видиш што те прашува, или па ако сакаш може мајнерот, тоа е нели нашиот модератор, да ти ги праќа, да речем, прашањата кои што се до тебе наменети во WhatsApp пораки. Ќе видиме, ќе се договориме, не се кирај, тоа е најмал проблем, но нели, ќе најдеме начин како, ако ова функционира во иднина, ќе биде многу поинтересно овие работи да ги правиме во живо, ако се сложи нормално криптофил, кога ќе имаме време, така да ќе биде многу поинтересно кога ќе имаме и нели фидбек директно од публиката. Така ќе пробаме, значи имајте трпение, се надевам дека се ќе биде во ред, не гледам зошто не би било, но очекувајте не на 25 јануари повторно заедно со Криптофил, а за повеќе информации околу македонската криптоконференција, кога ќе добиеме без брзе, ќе бидете информирани благовремено. Криптофил може да се одјавиме. Ти благодарам многу што беше дел од нашето нели повторно гостување, криптомуавети со Криптофил, со тоа што значи во дескрипција уште еднаш ќе напоменам, ќе бидат ставени линкови до Криптофил, неговиот канал, овде ќе ни прати сега моментално Криптофил и за ова VFET алатка која што ја спомна, и јас ќе ставам линк до првото видео од курсот кој што го има обезбедено Криптофил на македонски јазик, каде што ќе може да научите повеќе за yield farming. Тоа ќе бидат линкови кои што ќе бидат напишани во дескрипцијата на ова видео. Многу лесно може да ги најдете доколку ви интересира ова што го работи Криптофил, да можете да се информирате малку по-детално. Со тоа и можеме да го завршиме ова денешно видео. Ќе оставам Криптофил да каже уште неколку зборови ако има нешто да каже, да се одјави и нормално се гледаме во следното. Благодарам уште еднаш. Поздрав до сите таму каде и да сте. Не вложувајте повеќе колку што имате да изгубите, тоа е златното правило и секогаш нели don't put all your eggs in one basket. Ако имате прашање, контактирајте ме, одговарам на секој еден оној кој што ме контактира на Telegram, на секој му враќам. Ако е хитно, тегирајте ме во мојата група, само пишете Криптофил чек DM. Тоа од мене, се гледаме за околу 2 недели. Антони, уште еднаш благодарам. Поздрав до сите и до гледање. Поздрав до секој добро.